Почитувани граѓани на Република Македонија, вчера и денес во Собранието имаме една поинаква седница од вообичаена. Имаме седница на која од народените ќе го дадат својот глас за предавство на Македонија, на македонците и на се што е македонско. Јазик, историја, култура, идентитет. Бидејќи, како што кажав, оваа седница е поинаква, јас нема да зборувам за парчето хартија која ни е доставено како информација, односно како материјал. Зашто тоа парче хартија мене не ми значи ништо. Мене ми значи народот македонски, кој веќе неколку дена гневно се спротивставува на обезличувањето и предавството кое го прави власта. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. Историјата се повторува. Онаа историја која нашите однародени браќа и сестри сакаат да ја избришаат, која ја предаваат во рацете на источните соседи, администратори, тие да ни ја пишуваат. Но кога ќе ја пишуваат, нека запишаат дека благодарение на македонските предавници ќе ни земат се што ни е свето. Нека запишаат со име и презиме, за да нивните синови и керки, внуци и правнуци се срамат од нив. Јас знам дека моето име нема да стои меѓу однародените, затоа што сум против предавство. Затоа што според мене смелост и решителност е да се каже не на штетен предлог каков што е овој, а не да се подржи дури и по ефтина цена на македонските национални интереси. Македонскиот јазик и македонскиот народ не се на продажба. Зарем не ви е јасно тоа? Почитувани граѓани, наскоро навршува една година откако овде, во ова собрание, заедно со колегите, кога изгласавме резолуцијата за утврдување на македонските државни позиции и поставивме црвени линии до каде може да се оди. Што се случува денес? Погазување и пречекорување на црвените линии. Не издржаа ни една година, а веќе ја продадоа Македонија. Првата точка од резолуцијата, ќе ве потсетам, гласеше вака: преговорите да се водат на рамноправна и принципијална основа, со должно почитување на меѓународното право. И сега продолжува оно што сакам да го нагласам, без никакво условување од едната или од другата страна, и почитување на достоинството на македонскиот народ. За жал, дојде до условување. Имаме ултиматум и имаме непочитување на дадениот збор од страна на мнозинството во парламентот. А за почитување на достоинството на македонскиот народ нема да зборувам, зашто такво нешто не постои. Зашто ако се почитуваше, немаше да дојде ниту до срамниот преспански договор, ниту до ова што деновиве се случува. Говорот на Ковачевски секако не го слушав, но по медиумите прочитав дека го цитирал Петре Моандреевски, односно цитирал извадок од романот Пиреј. Како само можел да се дрзни да го осквернавува значењето на тој цитат, името на овој роман кој за нас македонците представува втора Библија. Некој кој става предавнички потпис за поништување на се што е свето за неговиот народ, не смее да ја злоупотребува македонската култура и литература за да изрази чувства на патриотизам, зашто такво чувство кај него не постои. Отсечно сум против ваквиот лажен патриотизам и сум против нашиот македонски јазик биде дијалект на бугарскиот, како што соседите милуваат да кажат. И во никој случај не верувам и никој не може да ме убеди, а најмалку Османи, Ковачевски и разните емисари кои ни доаѓаат дека македонскиот јазик е заштитен и дека бугарите кои фрлаат дрва и камења по нас ќе ни го признаат и ќе се согласат да стои како посебен, а вие што мислите поинаку, многу се лажете. Не ни се пријатели и не ни мислат оние кои ни поставуваат услови.
оние кои крв пролеале на наше тло, оние за кои Гоце Делчев е бугарин и за кои не постојат македонци во Бугарија. Не ни се пријатели оние кои сакат да ги променат историските факти и историските болни вистини за теророт кој е вршен врз македонското население за време на фашистичката окупација. Не ни се пријатели оние кои за време на Втората светска војна крволочно се нафрлиле врз мирното македонско население и грабале, пустошеле, стрелале. Не верувам дека ни се пријатели оние кои надуша ги носат 15-годишниот Перо Видев, 19-годишниот Ванчо Гурев, 18-годишните Пане, Данко, Илија, Ристо, потоа Блаже, Герасим, Ферчо, Васо, Диме. Оние кои Славко Јаневски ги опел во своите цветови. Треба да ве болат неговите стихови, зашто втиквешков негде в некое село, кај слана тивко венеше цвете, убија дете. Треба да ве болат лелеците и солзите на мајките. До кога ќе се понижуваме и ќе коленичиме, наместо да градиме вистински, достоинствени и добрососедски односи, засновани на взаемна почит, а не на ултиматуми. Добрососедство не е само ситуација во која ние сме добриот сосед. Тоа е кога без никакви сокриени задни намери се помагаме за заедно да напредуваме. Колеги од мнозинствата, ќе ве замолам да бидете храбри, смели, да се водите според вашите внатрешни чувства и вашата совест ако ги имате. Заедно со нас, спротиставете се на овој непристоен француски предлог. Докажете дека не сте само слепи партиски послушници. Докажете и оправдајте ја довербата на оние кои ве гласале. Зашто сум убедена дека тие велат не. Не за бугаризација, не за асимилација и продажба на македонизмот. Кажете и вие не на овој бесрамен, двосмислен предлог. Зашто и самите сте свесни дека со ова Македонија не добива датум за преговори. Добро знаете дека тоа нема да се случи ни во наредните 20 години, а многу добро знаете, се додека не се промени Уставот на Република Македонија, тоа во никој случај нема да се случи. А Уставот, тој нема да се смени. Може би овде во собрание ќе ви помине и ќе изгласате зашто ви се потребни само 41 глас. Но ние ќе се бориме до крај. И со Уставот, верувајте дека нема да ви успее. Тоа не го дозволува народот. Нема да дозволиме, ниту ние пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Знаете дека нашиот револт и крик е крик на народот, а народот вели не. Не за злогласниот француски предлог. Не за македонска понизност и подданичка европска земја на која соседите ќе поставуваат ултиматуми. Како што кажав на почетокот, нема да должам многу и нема да зборувам за ова парче хартија која ни е доставено како материјал, која не заслужува ништо друго освен ова.